се работи за Петрица Рачини. Петри, добро утро. Добро утро, како сте? Еве, разговараме за цените на производите, а деновиве еден друг производ доби многу висока цена, а тој производ се нарекува лажни вести. Петрит, јас не памтам да имало ваков период, како што се последниве, веројатно 10 дена до 2 недели, кога се произведуваат толку многу лажни вести, веќе и не знам од кои се извори, препознаваме одредени политички ориентации за тоа, но се чини дека не е само политиката која произведува, што мислам дека демантите не стигнуваат не да ги демантираат лагите, туку да ги демантираат лагите после демантите, после лагите, после демантите. Имам ли право, бидејќи јас знам дека ти се занимаваш и во цивил практично со обсервација на тој, би рекол, непријатен општествен феномен? Не само дека сте во право, туку овој феномен во овие последни неколку денови на вистина расте. Предпоставувам дека тоа се поврзува со начинот на кој што се одвиваат политичките процеси во земјата. Секако дека голем квантум од тие лажни вести, дезинформации, малинформации се поврзани и со пандемијата. И тоа е за жал една ситуација која што на вистина го отежнува, како да речеме, справувањето со болеста и не само во смисла на тоа како институциите се справуваат со пандемијата, туку и на начинот на кој што граѓаните ги добиваат тие дезинформации, тоа влијае на нивната, како да речеме, на нивниот пристап кон болеста, кон навиките со кои што живееме, речиси, повеќе од година дена. Тоа создава ситуација на хаос, ситуација на недоверба, ситуација на страв кај граѓаните, затоа што на вистина во цела оваа бука на информации во која што живееме секојдневно, ова е сепак една друга ера, дигитална ера, каде што буквално сме бомбардирани од информации секој ден. Навистина е тешко да кажам дека изберете. Се пласира некои лаги кои што се опасни по цели системи, да речеме она за банкарскиот систем. Ние сме имали порано. Едно е кога луѓето почнуваат да шпекулираат, нели, и така натаму, бидејќи несигурноста понекогаш и нема да постои особена политичка причина за тоа. Меѓутоа, овој пат како да се изврши еден организиран напад, би се рекло, на банкарскиот систем со тоа да се прошири вознемиреност кај луѓето околу тоа. Потоа имаше, ја не знам што све не се измислија од оној несреќник кој што наводно во лотарија или како беше од УЈП излекувал, не излекувал, учествувал, ја добил главната награда, работел на софтверот, што испадна тотална лага. Добро, тоа е, знаете, тоа е начин на кој што действува политичката пропаганда. Испадна лажна вест дека човек кој што бил ангажиран од страна на владата за дигитални, за создавање софтвери и таков тип на услуги, односно активности, дека истиот човек кој што го работел софтверот за мој ДДВ и наводно тој истиот човек добил награда. Да, тоа е апсолутно една невистина, но тоа е начин на кој што политичките актери во нашата земја, за жал, дел од политичките актери се борат и конкурираат на, како да речеме, на пазарот на политиката и се обидуваат на граѓаните да им се наметнат како подобра опција. За жал, тоа не е. Што се вашите анализи, Петрит? Како поминуваат тие работи во јавност? За жал поминуваат добро. Пред токму вчера гледав на пост на еден прилично влијателен, како ги нарекуваат денес, инфлуенсер, беше пласирана една сатирична вест. И сега замислете, луѓе кои што се малку како да речеме, повешти во примањето на информации или поискусни, може би и ќе препознаат дека се работи за сатира. Но она што мене разочарувањето ми доаѓа од тоа што луѓето кои што коментираа на тој пост, на пример, го прашуваат човекот што пишува,
дали ова вистина? Дали на вистина мислам дека се работеше за вест која што сатиризираше поранешниот генерален секретар на владата. И сега луѓе го прашуваат човекот што ја напишал сатира вистина ли дека човекот ова го изјави? Вистина ли е дека човекот ова го изјави? И сега овој, иако првичната намера можеби нели му била да се пошегува со човекот за кој што пишува, требаше да им објаснува на луѓето дека сатира, не го кажал тоа. Тоа кажува дека на вистина, кога вие сте бомбардирани постојано со лажни вести и дезинформации, паѓа гардот, како да речеме. Да. Вие можете еден период на вистина да бидете резилиентни и резистентни кон тој феномен, но доколку вие постојано бидете бомбардирани со лажни вести, доколку во тоа море на информации се поголем е делот каде што нема вистина, туку се пласира лага, ви едноставно ќе дојдете во ситуација последно време да не можете, како да речеме, да го држите тој гард високо и да се одбраните од лажните вести. Петрит, само да кажам дека еве сега ја гледам последната вест пред 15 на минути. Драги Рашковски си поднел оставка, го објавува тоа на својот Facebook профил и самиот тој вели дека причината за тоа е меѓу другото и лажните вести, дека се надева дека со тоа ќе престанат, кои што се пласираат врзани за него и така натаму. Предпоставам дека и тоа ќе биде предмет на коментар денес. На пример, токму ова сатира во наводници што ја посочувам, ги инволвира и неговите деца. Како да кажам сега, кога вие ќе се соочите со таков тип на медиумски содржини, навистина е тешко да се издржи тоа, без оглед на тоа што ние знаеме дека сепак јавните функционери треба да бидат малку поотпорни, како да речеме, на критиката на јавноста и така натаму, но понекогаш тој отпор или како да речеме таа кондиција да се издржи критиката на јавноста едноставно попушта, особено кога се работи за вакви деликатни, емотивни, како да речеме... Да, што е право во случајот на господинот Рашковски. Има тука елементи на различни степени на ароганција кои што јавноста може да ги поднесе. Веројатно во неговиот случај таа ароганција малку надмина некои граници и можеби е подобро и за него, а и за самата влада, што еве тој решил да си поднесе оставка, па ќе видиме како тоа понатаму ќе се развива. Јавноста има на крајот на денот јавноста има право и новинарите, и медиумите, и сите кои што учествуваат во јавниот дискурс и да критикуваат, и да сатиризираат. Функционерите тоа треба да го издржат, треба да имаат коректен однос кон јавноста, но сепак кога ќе влезете во еден друг колосек за ова што ние зборуваме, кога се работи за дезинформации и лажни вести, работата станува малку поинаква. Иако за жал ние немаме како држава немаме баш некој по-прецизен механизам како би можеле овие да се справиме со овој феномен. Така е. Во 7 часот и 59 минути Петрица Рачини, благодарам за оваа утринска джепна анализа, би ја нарекол, за лажните вести. Ќе се занимаваме ние со тој феномен и во веројатно годините што доаѓаат, не само деновите, месеците. Петри, благодарам. Ви посакувам убав ден и на вашите гледачи, слушатели, читатели и се надевам дека што побрзо ќе излеземе од оваа ситуација. Медиумската писменост е многу важна, таа еве гледаме се воведува од прво оделение и се надеваме дека за некои години ќе добиеме нови генерации кои што ќе бидат многу поотпорни на овој феномен. Така е, Петри, благодарам уште еднаш.